Само една ископана дупка остана нем сведок на помпезните најави за старт на изградба на коридорите. Иако роковите течат, а владата уверува дека од 22 мај почнале со реализација на договорот, очигледно единствено се реализираат само милионските трансакции кон Бехтел и ЕНК. До сега исплативме 177 милиони евра, а на терен нема работници, ниту градежни активности. Остана само железната рамка каде беше ставена таблата камен темелник со еден куп ѓубре околу неа. Порече се 4 месеци од првото означување старт на изградбата на коридорот 8. На почетната точка веќе ја нема ни свечено отворената табла. Фреквентноста на наплатната патарина Тетово-Гостивар е огромна секој ден и во двете насоки. И денеска сликата како и вообичаено. Граѓаните кои постојано поминуваат на овој патен правец, скептични дека автопатот ќе се направи. Не верувам. Нажалост не, 10 години се мачат, ништо, па. Не верувам. Не, тешко тоа. Кај нас тешко е. Третата најава за старт на изградбата беше со ископ на малку земја од местото каде треба да поминува алтернативниот пат. Геомеханички испитувања требаше да има по целата траса од Гостивар до Струга, но на терен не може да се забележат машини. Во околните места каде треба да поминува овој пат не е завршена ниту експроприацијата. Уште за во средина на летото се најавуваше дека ќе стартуваат градежните работи на алтернативниот пат на оваа точка кој треба да се користи додека се гради коридор 8. Она што се забележува на терен е дека ниту се вршат геомеханички испитувања како што беше најавено, а ниту па има било какви градежни активности. Се уште на терен ја има само оваа ископана дупка. Последно кон Бехтел и ЕНК беа исплатени 7,2 милиони евра, а како на коридор 8, така и на коридор 10 ден нема никаква активност. Рокот за изградба е 4 години, а вредноста е 1,3 милиарди евра. Сепак проценките се дека проектот ќе чини многу повеќе со оглед на фактот дека нема финален проект.